Официјалните податоци за невработеноста во Гевгелија велат дека повеќе од двојно е зголемена од пред почетокот на пандемијата. Повеќе месечните затворени граници речиси ги замреа казината, стоматолошките ординации и другите услужни дејности, кои што функционираа главно со гости од Грција, па невработеноста во овие сектори се повеќе расте. Па јас може да ви кажам, пример, кога одам во казината, за да се видам со менеджментот, одам не само во казината и на други места, гледам таму, например, смена од 40 работени, а 20 внатре играат. И тоа не од Грција. Значи, очигледно е дека не прават пари, нема бизнис. Дали има отпуштење? Има. Околу 380 отпуштење има само од казино секторот. Таму имаме 1500 вработени, според бројките. Ќе ви кажам само податок еден и сами ќе заклучите. Септември 2019 на Завод за вработување 520 невработени, 560 невработени, во септември 2020 1260 невработени. Поцко вели дека бројката на невработени е сигурно поголема, бидејќи без приходи останале и голем број луѓе кои не се евидентирани во системот како баратели на работа. Јас тук имам, сакам да го кажам и податокот за општина Гевгелија, меѓутоа тука имаме еден хендикеп, а хендикепот е можам да зборам само за официјални податоци. Значи не можам да зборам за нешто што е сива економија и што не е во институциите. Најпрво, за да ги кажам бројките кои се во одделение, тука кај наша подршната единица за вработување, станува збор за активни баратели на работа, а то не значи сите незапослени се активни баратели на работа, тоа сакам да го рачистам. Значи, таму има евиденција за сите што сакаат преку агенција за вработување да најдат работа. И јас можам да зборам за тие цифри, бидејќи тие се институционални цифри. Не можам да зборам за целокупната ситуација во градот, бидејќи не ми е позната. Општината неодамна организираше средба на стопанствениците од градот со министри од владата за да алармираат за состојбата со локалната економија.